Vikendov ќе се знае кој од СДСМ до изборите ќе биде власт, односно кои нивни членови ќе влезат како министри и заменици во техничката влада, кажа во Штип лидерот на социјалдемократите Зоран Заев. Кадровските решенија, најверојатно, овој викенд ќе почнеме да ги отвараме. Секако имаме плејада на наши кадри, ќе гледаме да бидат луѓе кои што пред се име интересот на Република Македонија. Секако посебно внимание ќе посветиме на изборот на кадарот за министер за внатрешни работи. Се работи за наше целосно решение, предлог на опозицијата, но треба да биде професионалец експерт. Според договорот, техничка влада треба да се конституира до 20 октомври. Сепак дали рокот ќе се запаси ќе зависи од текот на преговорите. Досегашното искуство, тврди Заев, покажало дека преговарачите од власта купувале време и ги ескивирале термините. Требаше ДИК да биде целосно реорганизирана со комплетни надлежности и веќе да има отпочнато процеси. Моравме да знаеме кој ќе биде начинот на ревидирање на избирачкиот список. Моравме да ги знаеме промените во избирачкото законодавство, во медиумите. Апсолутно алармирам и апелирам. Искуството од преговорите за специјалниот обвинител не доведоа до последен момент на одлучување. Да не се случува и по другите точки. Дали ова значи дека на Македонија е потребна помош од страна? Јас верувам дека нема потреба од ниту еден меѓународен представник ако навистина сме фокусирани целосно на изнаоѓање на решенија. Секако добре дојдена е помошта на пријателите од меѓународната заедница, без разлика дали е тоа од Европската унија или од Америка, но секако и на сите меѓународни дипломати кои што се вклучени во целиот овој процес. Инаку, освен на средба со граѓаните, Заев денес во Штип беше и на суд. Тој го доби спорот по тужба што ја поднесе против штипјанецот Мики Наумов, кој го обвини за барање подкуп. Тоа само за мене покажува дека има надеж. Има надеж и во нашето правосудство, дека правдата може да стигне. Драго ми е што има брза пресуда, заради тоа што се работи за едноставен предмет, која што колку толку најверојатно ќе предизвика враќање на вистината и за сите оние злоупотреби кои што беа буквално ставени на терет на Зоран Заев од страна на владеачките медиуми и инструирано од страна на владеачки приврзаници. Денешната посета во Штип Заев ја искористи за средба со партиски активисти, но и граѓани на повеќе локации во градот.